Културата и спортот важат за најголемите репрезенти на една нација или ако сакате на една држава во светот. За жал, културата в последниве години како да беше запоставена, како да беше забошотена, како да беше на маргините на она што се случуваше во Република Македонија. Оние кои сега се на власт, додека беа опозиција, ВМРО, ДПМН и неговите коалициони партнери и сега владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата, ветуваа дека кога тие ќе дојдат, државата ќе изгледа поинаку во сегментот на културата. Дали е тоа така, дали за овие 100 дена успеа нешто да сменат, кои беа приоритетите и што од сето тоа е реализирано, што остана за понатаму, што се случува со универзална сала, кои се новите начини на финансирање на проекти во културата, како ќе бидат третирани они објекти кои се под заштита како некакво национално богатство и за сите останати работи одиме да поразговараме со министерот за култура и туризам Зоран Ѓутков. Ајде. Министре, добар ден и најпрво им благодарам што прифативте да зборувате за порталите на М-медија Вистина и Курир. Благодарам на поканата, задоволството е мое. Задоволството ќе биде и наше ако успееме да ги добиеме одговорите на сите прашања, верувам дека ќе биде така. 100 дена влада, ветувавте некои работи во предизборието, дојдовте на власт. Што за овие 100 дена од она што беше приоритет е направено, остварено, реализирано, а што не успеавте и остана за да се дореализира во периодот кој следи? Вака, прво морам да кажам дека јас се следам долго време ситуацијата со Министерство за култура. Всушност многу од близко ја следам веќе последниве 7 години. Така да многу би се јасни позициите како реагирало Министерството за култура во делот на инвестициите, во делот на програмските активности и очекував дека состојбата е лоша, но не очекував дека е до толку. Најголемиот проблем што е направен со културата е во 2018 година, кога е министер Роберт Аладјозовски, кој што всушност работи против интересите на националната култура или институционалната култура. И после многу е тешко да се вратите на истите позиции. Тоа значи дека институциите националните се до толку девастирани и до толку запуштени, што ќе ни треба многу време и многу простор за да се вратиме назад на основните постулати. Но како и да е, во овие 100 дена сум навистина задоволен заедно со мојот тим колку се работивме и колку процеси откочивме. И во делот на капиталните инвестиции и сум многу задоволен тоа што го направивме во делот со ребалансот на буџетот. А во ребалансот на буџетот ги обезбедивме платите, бидејќи плати имаше само до јуни месец за сите вработени. Ги обезбедивме платите, не ги скративме од програмските активности, тука најдовме на разбирање и од Министерката за финансии и од премиерот, не ги скративме средствата и обезбедивме дополнителни 70 милиони денари за програмските активности. Можете да замислите дека не беа осигурани институциите од штета. Успеавме да обезбедиме уште 6 милиони денари во теке постапката јавната набавка за да се осигураат институции. А штети се случуваат, се поплави театар. Штети се случуваат, да. Можете да 2 години не беа осигурани институциите. Не е направен, не е предпотпишан договорот во април месец за снабдување со електрична енергија. Сега плаќаме екстремно високи суми. Еве и тоа тргнавме да го правиме. Кобис не беше платен. Ќе бевме исклучени од мрежата и тоа го обезбедивме. За сериите 150.000 евра не беше подпишан договорот и не беа обезбедени средства во 24 година за да добиваме средства од европските фондови од Евро и МАШ. И тоа со пренамена на средства го обезбедивме. Значи, навистина, 100 дена се занимаваме со санирање на штети од претходната власт. Во меѓувреме,
откочуваме процеси и правиме фини работи. Така, се подготвува веројатно терен за она што е Така е, што така е. Многу што е важен треба да биде. тој процес, значи вие ги следите настанатите ситуации од претходната власт, но многу е важно да не ги кочите процесите, да се подготвите за 25-та да тргнете без да имате поплаки, Опашки за себе. и опашки останати од претходно. Точно. Така. Ајде да тргнеме со ред. Спомениците на културата. Бевте во обиколка на некои од нив, можеби на повеќето. Во каква состојба се да речеме еден плаушник, едно стоби, едно скупи, какви се плановите за нивно одржување, можеби реставрација? И уште едно прашање кое е врзано со оној локалитет кој ни е нам во метрополата, односно во главниот град, можеби најинтересен и најбитен. Претходната власт на ВМРО ДПМН почна да го гради тој амфитеатар во кој најавуваше дека ќе се одржуваат културни приредби, манифестации, во кои ќе се изведуваат театарски представи, концерти и така натаму, и тоа некако во самиот старт замре заради познатите настани со шарената револуција, промената на власта и така натаму. Најпрво генерално за овие спомени се културата, по-конкретно за Скупи амфитеатар. Да. Вака, приоритетите на оваа влада, всушност на Министерството за култура и туризам, ќе биде промоција на културното наследство. Промоција на археолошкиот туризам, што значи дека сите археолошки локалитети на оѓалишта, оние кои што ги имаме во некоја фаза се добри, некоја не се испочитувани како што треба, но ние сакаме да направиме туристичка промоција на истите. Што значи за да го направите истото ќе треба многу поголема грижа во однос на нив. И ако веќе добро сте забележале, јас посетив голем дел од археолошките локалитети во Македонија, се уште не сум бил во Скупи. И ќе ви кажам зошто, бидејќи Скупи е релативно готов. Значи него му треба многу малку за да може да го види светлото. Го заборив и Скопскиот аквадукт тука. Тука е и Скопскиот аквадукт. Скопскиот аквадукт за многу кратко време ќе излеземе со... Е воочајна ситуација. Да, знам дека е воочајна ситуација, но ќе излеземе со една многу интересна информација. Се уште ја држам во тајност, но ќе излеземе со една информација во која што сите ќе бидат задоволни. Но сакам да кажам дека археолошкиот туризам е многу важен и за транзитниот туризам, бидејќи Стобини е на патот Е75 автопатот, тука се и винариите, и тука ќе треба да му правиме многу поголема презентација. Стоби е еден од најсредените, но тоа не значи дека ако е среден дека не треба да се инвестира, треба многу повеќе да се инвестира. Како што кажавме, Кале исто ќе биде дел од каде што ќе се отвори за многу брзо време, исто со многу малку средства ќе се решат голем број на проблеми, тука само треба да се има волја и добра екипа. И Скупи е исто така во добра кондиција, но е запуштен. Значи, тука му пречи вегетацијата, тука пречат ситни работи кои што ќе можат за брзо време да бидат отстранети и може да се стави во функција. Но сето тоа ќе зависи од буџетот кој што ќе го искреираме за 25-та година. Морам да кажам дека сме кадровски многу слаби. Во кој сегмент, во кој поглед? Секаде. Ни фалат стручни лица за било која дејност во културата, бидејќи 7 години наназад се гаснеле работни места на витални позиции. Да. И луѓето веќе немале мотивација, не се запишуваат веќе на факултет, некои избегале во странство, си нашле добра работа и ние денеска имаме проблем со професионални кадри. Така. Покрај овие споменици на културата, археолошки локалитети и така натаму, бевте во обиколка и посета на институциите од културата. Во каква кондиција ги затекнавте и треба ли да се интервенира, што треба да се направи и од кога се опраша и градежните запати, но веројатно и во
областа на сите оние други области кои се витални од типот на подобро финансирање или подобро менаџирање, ако можам така да кажам на истите. Јас националните установи би ги поделил на 3 дела. Значи, едниот дел се национални установи кои што се со изградени објекти нови, значи некаде околу 2014-15 година. Национални установи на кои што им треба реновирање и национални установи на кои што Треба од корен да се менува или се времени објекти како што е, да речеме, Драмски театар или како што беше претходно театарот од Велес. Исто така има и 3 проблеми. Едниот проблем и најгоркиот проблем, кај овие кои што се најново изградени, е тоа што не се одржувале. Ќе добијате информација дека ете ги новите се распаѓаат, течат кровови, да, точно е. Многу ми навелат квалитетот на градбата не е соодветен, па затоа е тоа така. Не е така. Не е така. Ако вие не го одржувате, ако вие не ги чистите олуците на еден објект од 6000-7000 квадрати, ако не ги чистите, нормално е дека ќе ви протече. Било која установа, дома, значи си ги средувате работите. Значи душмански се однесувале спрема националната култура. Буквално душмански. Тоа почнува во 2018 со декрет дека така ќе се однесуваме. Таа беше тенденцијата. Вторите институции се оние кои што се цврста градба, во добра кондиција, но им треба освежување и обновување. Но веќе до толку се девастирани што треба огромни средства да се даваат сега за да можат тие да се обноват. И како театарот од Битола, Штип, Струмица и така натаму, добри градби кои што ќе треба да се модернизираат или одредени домови на културата, или одредени центри за култура. И третиот вид на објекти се овие кои што ги спомнавме дека ќе треба од корен да се менуваат. Јас знам дека сега ова можеби преидеално звучи, но ние секако, можеби не сега во овој период, но мислиме напред 12, 13, можеби 15 години што би требало да се случува со македонската култура во делот на капиталните инвестиции. Прилепскиот театар ќе мора да се прави. Ќе мора да се завршат сите објекти. Охрид, го имаме Охридско лето, а ние немаме добра концертна сала. Значи ќе треба да се размислува и на тој потек. Ние го имаме Танец, најголемиот репрезент на македонската култура, кој нема своја сала. Значи ние сакале неќеле. Ќе мора конечно да размислуваме на тој потек, бидејќи така и е поефикасно и е поекономично. Но мора да се направи систем, да се гради, да се обучуваат луѓе да работат и да се одржува, претпоставувам. И да се одржува. Еве ги споменавте институциите на културата, споменавте и Танец, ама вела сите знаеме и многу ми навелат и јас се согласувам со тоа мислење дека сепак лука на културата во македонската престолнина, ако не и во Македонија, душата на Скопје е сепак универзална сала. А и рак рана последниве години. Се гради или реновира или урива и ништо од тоа не е направено. Ниту е изградена, ниту реновирана, а ниту урната. Ви имавте своje излагање, своje видување и своја визија за сето тоа како треба да изгледа. И моето прашање е сега, што со неа? Кога би била реновирана и изградена? Дали Министерството за култура ја задржува во своја собственост, бидејќи претходно најавивте дека е бесправно, односно своје владење, дека е бесправно префрлено од градот на Министерството. Има ли нешто од најавената одговорност за претходниот министер? Ако се гради, кога би била завршена и генерално што мислите за паралелно градење на уште една сала на друга локација некаде? Неколку прашања во едно. Сега за нова сала, градење на нова сала не размислуваме. Паралелно на Зборам за концертна сала. За концертна сала не размислуваме, бидејќи буџетот реално што го имаме во катастрофална состојба, нас ќе ни треба 25 година да се рехабилитираме малку.
Бидејќи проблемите кои што се создадени, но не може за 100 дена да се решат. 25-та година ќе биде клучна за понатамо 26-та во делот на капиталните инвестиции. Така да се уште не размислуваме за нова сала, но оваа сала, универзална, концертна сала, исто така е поделена на два дела и пак сакам да биде јасна сликата. Дека јас како министер за култура и туризам не го кочам процесот на изградба, на реконструкција на универзална сала. Едноставно сакам да ја градам. Но не можам да градам нешто што не е во моја собственост и не можам да градам туѓ објект. Бидејќи законот мене не ми дозволува, ниту на Министерството за култура, да гради јавна установа, градска. Туку треба да биде НУ, национална установа. Од тие причини, значи, затоа се појавил тој проблем помеѓу градот и Министерство за култура претходно. Се терала на сила постапката. На сила се превзема. И сакам да расчистиме дека јас немам ни проблем ниту против проектот, ниту против изведувачите, ни, како да кажам... Но градоначалничката вели дека не може да ја градиот и нема буџет за тоа, затоа што Советот го кочи сето тоа и пак ја префала топката на Министерството и имаме затворен круг на глувче и мачка. Јас не сум слушнал изјава од градоначалничката да каже сега дека ние го кочиме процесот. Ние буквално правиме една многу благородна работа и многу чиста позиција за која што се надевам дека и таа ќе се сложи. А тоа е да ја вратиме постапката од почеток. И тоа ќе трае многу кратко време, 3 до 4 месеци да ја поминеме целата постапка најлегално и проектот да продолжи, да се гради, да се реконструира. Овој проект, истиот, значи не рушиме, не градиме нов објект, ќе го реконструираме овој постоечкиот, истиот проект, но тој проект секако треба и да се надополни. Ние немаме во овој проект пресметана вредност, не знаеме колку чини. И затоа бараме да се врати постапката, да ја поминеме преку град Скопје најлегално, ќе го понудиме истото решение на градоначалничката, ќе го смениме законот во постапка е дека може Министерство да гради и од локална установа. Со претпоставка дека советниците на ВМРО ДПМН нема да го кочат процесот. Така. И дека во парламент тоа ќе помине. Зборам за градските. Така е. И дека законот ќе си помине во парламент и дека така ќе си донесеме одлука на влада и ќе бидеме чисти пред сите. Дека ние градиме легално објект. И ќе завршиме многу побрзо, отколку јас можев и овака да продолжам. Ќе одговарав кривично, ќе ми го стопираа процесот, ќе се влечкавме по судови, со скандали, со провокации од сите страни. И немаше да завршиме до 28 година. Од тие причини, јасно кажувам, ја враќам постапката од почеток. Ќе трае, ќе изгубиме 3-4 месеци, но многу побрзо. Ама ќе дојдат нови локални избори и тоа е тоа. И тоа е тоа. Добре, ако зборуваме за финансирањето на културата, Министерството за култура од секогаш ги финансирало новите идеи или новите проекти во културата, меѓутоа на стар начин. Од годинава, заради тоа што секоја година се јавува некакви недоумици, недоразбирања, да не речам скандали, решивте да го смените начинот на финансирање на проекти од културата. Може ли да го појасните новиот систем, новиот начин, во што се разликува од стариот и што сметате дека квалитативно ќе придонесе за оние проекти кои навистина се вредни да излезат на површина, а да бидат финансиски доволно подкрепени? Овие конкурси секогаш биле проблематични, пак на крајот во февруар кога ќе го објавиме во законскиот рок, сега го има незадоволни. Но значи од тоа нема да има скандали. Гарантирам дека на овој начин нема да има скандали. Поединци ќе бидат незадоволни. Ова сум го кажал неколку пати. Министерство за култура 100% ја финансира институционалната култура. Останатите или дел од овој конкурс, Друженијата на граѓани,
ги субвенционира. Но ги субвенционира оние кои што веќе имаат обезбедено некаков буџет, оние кои што се репрезентативни, оние кои што ќе поднесат проекти од национален интерес, па ние ќе помогнеме. Вака, на претходниот начин, секој можеше да конкурира за било што. И затоа имавме такви годишни програми. Значи, немаше никакви критериуми, немаше начин на бодување, не знаевме кои се луѓето кои што оценуваат. Ретки беа тие кои што можете да кажете тој е академик или тој е професор, магистер, доктор науки или било кој што ги оценува проектите. Затоа направивме една рамка во која што средства ќе добиваат само оние кои што ќе понудат квалитетна програма и оние кои што се стабилни како граѓански сдруженија. Кои што веќе имаат искуство, но во секој случај ги има средства и за оние кои што прв пат конкурираат. Така да не биде дека ние сега ги кочиме тие. Но и новина е што се определува највисоката сума. Значи нема веќе суми како од претходно тресење од ракав. Дајмо на тој 2 милиона, 5 милиона, 7 милиона. Ова е максималната сума. Така. Има лимит и тоа е тоа. Ние мораме да се ограничиме како буџет. И од старт знаете во која категорија вие како граѓанско здружение, како поединец, како компанија, каде припаѓате? Дали до тие до 400.000, дали до овие до 800, до 2 милиона, 5 или 6 милиона. Значи, во старт знаете на што може да се надевате, со други зборови. И уште една работа, излеговме на терен, правиме инфосесии низ градовите, поблиско да бидеме до граѓаните, за да им кажеме како точно ќе можат да конкурираат за да бидат подготвени во овој. Така. Неодамна најавивте, објавивте дека централната зграда на Македонски пошти ќе биде претворена во некаков мултифункционален културен центар за потребите на Скопје град на културата, Европски град на културата 2008 година. Што тоа значи? Најпрвин, од каков вид ќе биде пренамената, ќе има ли градежни зафати, ќе има ли некакви зафати кои се неопходни за тоа да прерасне во она што вие го сакате и каква ќе му биде конкретно функцијата? Така. Кои содржини внатре ќе се одвиваат и реализираат? Бидејќи поштата е заштитен објект под култура и целата негова содржина, имаме голема одговорност према тој објект и во внатрешниот дел, но и како архитектура. Таа архитектура го застапува брутализмот, кој што е дел од нашата историја и тоа треба да биде заштитено и да остане така. Но и внатрешниот дел, муралите и муралите и внатре сето тоа што е останато ќе треба да се заштити. Она што е многу важно дека шалтер салата е податлива многу за културни настани. Дали тоа може да бидат изложби, дали тоа може да бидат концерти, тоа може да бидат конференции, да се одржуваат настани, тоест навистина репрезентативен простор. Ова идеја која што е наназад 7 години ја буткаше и претходниот евроамбасадор Девид Гер. И тој пред да си замине од својата функција беше овде кај мене, разговаравме долго на таа тема и тие се понудија преку Европска инвестициона банка и со директорот да доделат грант, кој што мислам дека беше некаде околу 10 милиони евра, грант за ревитализација на овој споменик на културата. И ние се согласивме дека таа постапка ќе ја трнеме и дека ние како влада ќе обезбедиме дополнителни средства да го заштитиме тој објект да биде дел од културата. Се договоривме и со министерот за транспорт и врски дека е согласен да направиме работна група и од транспорт и врски да премине во Министерство за култура и туризам и да ја почнеме постапката и веќе ја почнавме постапката. Да не има после како со градот или нема? Добро, мислам дека тука имаме, видете, ако ние ова го решивме за една недела, си тргнавме со нормална комуникација, се надевам дека така и ќе продолжи. И очекуваме 28 да бидат готови и универзална сала и овој мултифункционален, функционален овој центар.
Со премиерот Мицкоска и сега во разговорот пред малку најавивте дека приоритет на Министерството ќе биде практично некаков културен туризам или некаков спој на културата и туризмот во едно, особено во оние центри. Што подразбира тој културен туризам и дали сме подготвени, осем големите туристички центри, да речеме како, не знам, Охрид, за помалите места или оние рурални средини каде што има споменици на културата, дали се археолошки, дали се некакви, не знам, цркви, манастири, што и да е, да влезат во тој пакет и да имаме некаков, можеби, етно-културен туризам. Кога во право сте. Значи, кога зборуваме за туризмот, не можеме да се ограничиме само на културниот туризам. Го спомнуваме културниот туризам, кој што е еден од, да речеме, најголемите промотори на државата и затоа што имаме и добра археологија, истражена и тука можеме да напредуваме многу брзо. Како што кажа, ви транзитниот туризам ни е многу важен, од Србија преку Македонија до Грција, имаме археолошки локалитети, имаме винари, имаме езера. Тука ќе треба да се фокусираме и во тој дел, бидејќи 5 месеци во годината, од мај до октомври, ни транзитираат голем број на туристи тука. Втората работа е што ја работиме Тој за Божиќ, Божиќните празници пред Нова година. Точно, и на топли денови, некои тргнуваат за викенди, така да ќе треба да ги искористиме сите. Ние мораме да направиме мапирање во овој период со што располагаме како земја. Кои се езерата, кои се реките, кои се планините, кои ни се винариите, археолошките локалитети, каде можеме да имаме велосипедски туризам, планински туризам, гастрономијата ќе биде еден од врвните приоритети, кого и да прашате како во Македонија, храната, значи се јаде, пие и пее. Така е, ама зошто да се срамиме од нешто кога ние треба да си го презентираме тоа што го имаме? Така. Тоа е добра храна и сме ефтини. И можете да дојдете да живеете во Македонија за било кој. Еве, јас имав можноста овие неколку месеци да патувам на 3-4 европски земји и да видам колку е скапо и колку би било ефтино за било кој европјанин да дојде во Македонија да помине една недела, да јаде квалитетна храна, да види историја, традиција, култура, да пие квалитетни вина. Додуша со нивните плати не е проблем, ама. А не е проблем, сега кажам, ќе бидат комотни. Така е. Така да на тоа првата фаза е мапирањето, потоа мапирањето и потоа ќе треба да одиме во процес на реализација. Исто многу важно, верскиот туризам. Добро, го споменав ја манастирите, црквите. Да, манастирите, црквите, џамиите, значи исто тука ќе треба да се обрне внимание, таа е друга таргет група. Значи треба да видиме да таргетираме кај се младите, што нив ги интересира. Значи тука е велосипедски, планински туризам, еко, кампингот, параглајдерство. Имаме другите кои што ќе сакаат верниците додат на манастирски туризам, реки, езера, за време на постови или празници, таква работа, празници. Да видиме повозрастните со бањи, со какви хотели. Значи мора да се направи стрикно мапирање за да знаеме на кого што му презентираме. Сега би допрел пред крај сме уште еден сегмент кој мислам дека е најзапоставениот од сето она што го зборуваме. Естрадата и хаосот во естрадата. Со години во Македонија од соседството влегува кој како сака излегува, секој бифеџија може да дигне, крене телефон и да повика кого сака. Стотици милиони, а по некои пресметки може би милиарда се изнесени во кеш без една банка данок да биде платен на државата. Пее кој каде сака, кога стигне и како стигне. На сметка на тоа домашната естрада цело време е потисната и во втор план и заради објективни причини како што се јазикот, пазарот и така натаму, но и заради субјективни причини, заради тоа што ако има баш и бузук, тогаш сигурно големите риби ќе ги изедат малите. Има ли некакви планови за конечно средување на сето тоа, за некаков начин да се регулираат нештата, да се издаваат лиценци, да се плаќа на сметка, да се
плаќа данок пред да се почне со било какви настапи, да се добива работна виза за работа и така, некако што е во целиот цивилизиран и нормален свет, за кој знаеме дека не можеш да влезеш во една Германија, Швајцарија, каде сакате штрафче да заштрафиш, а не да држиш концерт и со кешот да си одиш дома. Ова е тема која што е и во делот на прашањето, всушност, и ги кажавте и одговорите, разбирам дека многу подобро имате долго искуство во оваа работа, многу подобро ги разбирате од мене. Јас се занимавам со законските регулативи овде преку Министерство за култура и туризам и морам да кажам дека имаме проблем. Ама законите и се менуваат и можат да се менуваат. Но толку многу се менувани законите што е направено веќе тотален хаос и закон останува навистина нефункционален. Да не биде пречка, туку да биде алатка за регулирање на нештата. Така е. И затоа работиме на изработка на нов закон за авторските и сродните права, бидејќи навистина е направен голем хаос внатре. За брзо време ќе го добиеме законот и потоа ќе оди на јавна расправа и да видиме да се вклучат сите. Предпоставувам дека тој е толку проблематичен и толку многу луѓе засекнува што Шоу-бизнисот е исто така добар бизнис. Да, јасно. Исто како и културниот туризам или како сакате. Јасно, и знам што ќе се случи. Овдека е најопасно затоа што многу ги засегнува, поготово што тие луѓе кои што ги засегнува овој закон не се вработени лица, туку живеат буквално од ова. Так. И затоа се како да кажам, се најизвикани, се најреволтирани од тоа што ни се случува со Добро, со овој комшиите закон. велат мала бара полна со крокодили. Добро, не само законот за авторски права, зборувам и за регулирање на престојот на странците кои вршат дејност естрадна, веројатно, тоа исто ќе како повлече, да. било која друга дејност. Веројатно тоа ќе повлече многу работи. Еве да кажам дека едно од работите кои што најмалку сум се занимавал во овие 100 дена, бидејќи е прекомплексно и не верувам дека може било што да се промени Преку ноќ. Ама и доволно доходовно. Апсолутно, нас парите ни летаат во воздух, ние не знаеме да си ги прибереме парите. И тоа и во туризмот, тоа и во авторството, така да ветувам дека во наредниот период ќе почнеме да работиме на ова. Е прекомплексно, исто како што е проблем со филмската индустрија и ова гледам како Така е, следното прашање. И дури некојаш не сакам ни да ги отворам темите сега за сега. Разбирам. Следното прашање е токму за филмот, театарот, еве, човек сте од токму од таа дејност. Заради тоа ќе имаат ли приоритет театарот, филмот, институциите кои се занимаваат со сето тоа во доменот на финансирањето и сите останати бенефиции или ако можете да приметите дека јас сум човек од театарот, а многу повеќе зборувам за културното наследство, за заштита на културното наследство, отколку за театарот, бидејќи мислам дека тоа навистина треба да му биде заштитата на културното наследство врвен приоритет на секој министер, без разлика од каде доаѓа. Со театрите не го гледам проблемот затоа што имам решенија. Ке се наутат глумците ако вака разговор. Не, ама имам решенија. И тоа многу квалитетни решенија. Театрите, прво нешто што ќе добијат за 25-та година делегиран буџет, во кој што ќе имаат многу поголема автономност во делот на одлучувањето и ќе имаат подобри услови за работа. Така да, без разлика што доаѓам од театарот, мислам дека првен приоритет треба да не биде културното наследство. Се разбира дека навивам доста за театарот и за филмот, но во секој случај тоа ви исто како да навивам само за Велес. Како претходната министерка инвестираше само во Битола. Најмногу. Најмногу во Битола, така да јас сум министер на цела Македонија. Добро. Да го затвориме, да окружиме муабетот со едно, можеби полуприватно, полујавно прашање, ама се едно. Се враќа ли Зоран Љутков по завршувањето на мандатот на глумата или останува во политиката? И колку
театарот, семејството воопшто, професијата, па и домашните релации, односи трпат заради обврските во политиката и дали се чувствувате покомотно во ова или во онаа кожа? Добро е прашањето, но јас ова сум си го расчистил пред да станам министер. Влегов подготвен во ова. Тоа значи знаевте однапред дека ќе бидете? Не знаев дека ќе бидам, но бев еден од кандидатите за министер. Не сакав да влезам во министерската фотелја неподготвен. Затоа тоа го разговаравме и дома, и со фамилијата, но сум си расчистил и со професијата, знаејќи дека кога ќе станете министер, нема да можете да си ги исполнувате обврските во делот на професијата, но дека ќе се намалат обврските и можностите спрема фамилијата. Така да тој дел ние сме го завршиле на време. На време. Се разбира дека сега кога се гледа на дело има дискрапанца помеѓу замисленото и точно. И реалноста. Но во делот на професијата не ми е толку за жал, затоа што веќе беше толку девастирана мојата професија, што не бев сигурен дали сакам да продолжам да ја работам. Ама во врвот на кариерата со бистра вода станавте министер. Чудно ми е. Може би тоа ќе ве лансираше може би во некои други води и надвор од Македонија. Ама дури. тоа се инциденти, Антони. Значи тоа се инциденти. Бистра вода е инцидент. Ке се случи некоја представа инцидент, да добијате, не, тоа се се инциденти. Кај нас е страшно. Нема континуитет. Нема континуитет и нема систем. Така. И јас затоа последните неколку години се вклучив во политиката да можам да помогнам, ако можеме се ова што ни фалело нас како уметници, да го ставиме во системски решенија. Значи дека Зоран Ѓутков останува политичар? Ако можам да ги управам работите, се надевам дека ќе ги управам за краток период, јас сакам да се вратам повторно назад во актерството, но сакам да ми биде комотно и убаво. Сакам да се гордеам што сум актер. Министре, благодарам на разговорот. Благодарам.